Општините ќе мора јавно да објават кои долгови ќе ги наплатат со парите што ќе ги добијат од државата. Ова го истакна портпаролот на владата Миле Бошнаковски, објаснувајќи го новиот закон за финансирање на единиците на локалните самоуправи, при што владата донесе одлука да бидат отпишени долговите на локалните самоуправи во висина од 51%. Со парите што ќе ги добијат, општините треба јавно да кажат каде, зашто и колку пари исплатиле на име долгови. Истакна Бошнаковски, кој смета долговите на локалните самоуправи им го кочи локалниот економски развој. Тоа што ќе биде вметнато и во законот, транспарентно информирање на јавноста за секое трошење на парите кои што ги добиваат од граѓаните, односно од буџетот на Република Македонија. Тоа ќе се случи уште сега со овие трошоци, значи општините, единиците на локална самоуправа ќе треба точно јавно да информираат и на нивните веб страници и преку вас медиумите каде, што и зошто платиле со парите кои што ги издвои владата од буџетот на Република Македонија за покривање на дел од трошоците. Ова е ситуација која што е наследена, но која што едноставно мора да се реши за да се откочи локалниот развој во Република Македонија во речиси сите општини каде што имаат заостанати долгови. Контролниот механизам, мислам дека убаво го објаснив претходно. Нема да можат во иднина по измените кои што ќе се вметнат во законот, кои што е веќе во собрание, нема да можат да проектираат трошоци поголеми од тие што ги имаат во претходните 3 години. Владата ќе подмири 51% од вкупниот пријавен износ за општините заклучно со месец септември 2018, а за оваа намена со ребалансот на буџетот се обезбедени 3 милиарди 32 милиони денари. Со предлог законот за изменување и дополнување на законот за финансирање на единиците на локалните самоуправи се врши измена со која се ограничува планирањето на сопствените приходи во основниот буџет на општината. Општините, сопствените приходи ќе може да ги планираат до најмногу 10% од просечните приходи во последните 3 години.